Вие гледате Дебели Гикови! И здраво на сите, вие гледате Дебели Гикови. Чекам што сега си ја копнам квапата, бидејќи Оги неке ќе направи интро. Идеме на кај Оги, да се представи, бидејќи е страшен. Неке да направам интро, дека сум страшен. Нешто Оги, така ти ли си? малце. Јас сум здраво, живо. Што си направил со животот? Јас со животот си го заебав животот, брат. Зашо така? Дека сакав, тоа ти е бе, брат, кога не кеш да даеш пари за бербер и вака ќе се шеташ после кон искубана кокошка, да. Значи сам се бричеше, Сам себе а да се убил, бричеш и брат. да не се бричеш, Знам, брат. у знам. радио мов не мрска. Не, да, на радио мов ќе личиш. Ке личиш. На. Што бриш? Добар си? Да. На а? Имаме гости? Гости имаме, Па да, представи, ако да. стига да ја почнем епизодата. На гости ни е Гаја Смилевска! Драмбро! Имаме девојче, ама официјално само девојче гости. Да. Значи баравте, ете ви девојче. Па гледај, Билјана некако потегна нога, брат, и така. Цапна. Да. Цапна умел, вака. Странк. Гаја, здраво. 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 Добар ден. Како си, добра? Добра, да, возбудена. Возбуден, да не Стави имаш трепет малку, да. трема да не имаш. Многу, да. Ке помина. Зашто, бе? Да, бе, Ке помина. живај, бе, ние сме, гледаш, до сега многу сме сериозни као што можеше да видиш, така да, рачунај дека камери таму нема, и тоа е да. тоа, ова горе не оглеј, ќе го изгасиме ако Ќе го треба. изгаси. Да. Дека телевизија ова, знаеш како? Кога ќе се- дојде некој на да се телевизија. похвалиме, бе, мониторот ни го качи горе, више не е Сега доле. брат, не мора вака да се вртам да гледам. Да, сега тоа видиш си ова гледа, е горе, вака. брат. Вака да си гледам Рефлектори, малце светла, светла, ај, ај. нема везе. Исус го гледа. Каков сум, ајде, нема везе. Не е битна Идеме. епизода за тебе. Епизодава, денеска ја викнавме Гаја на гости, бидејќи она има нешто ново да представи. Тоа е македонски стрип кој што се вика Скрши што судбината гради. Гаја, пред да почнеме да збориме, повели, пред да почнеме да збориме за стрипот, дали може да ни кажеш што за од тебе се представиш, кој си, што си, како си? Може да. Здраво, јас сум Гаја. Имам 22 години, од Скопје сум, тука сум родена, тука е растена. Во моментов сум студент по психологија, не поврзана со уметност, а цртам некои 8 години, може би така нешто, повеќе дигитално, меѓутоа и традиционално, а последниве неколку години повеќе се фокусирам на кратки пологи стрипови, такви работи, некои серијали што онлайн најчесто ги прикачувам такви работи. И така, тоа е отприлика. Јакичко. Горе доле тоа е. Да, горе-доле тоа е тоа. Стрипо више некој време излезен колку што знам, Да. но официјална промоција има сега на 5 Ети април. тоа ќе му доаѓа ако се утре. Утре, од кога? Утре во буква. Да, во Во 17 7 во 19 часот. Утре е 5 април и се гледаме буква. Што ќе има во буква, освен промоција на самиот стрип? Во буква ќе има чисто нака дружба кој сака може да дојде. Ќе има изложба на неколку принтови, некои рани концепти што ги имам цртано за ликовите и простори во стрипот што се случуваат, некои други илустрации. Ќе има разговор со Лукаш и со Ѓорги, исто стрип уметници, воопшто илустратори од Скопје. И така, тоа ќе биде. И нормално стрипот на продажба, со кој сака да го зема. Па може и он да го има стрипот Би таму. било пожелно, да. Кажи ми, бидејќи ретко искачаат стрипови на македонски во Македонија, колку време тебе требаше да го финализираш ова чудо со цртање, со пишување, со све? Чудото малце зема време со тоа што идејата започна, мислам дека во 2022 дури беше. Немаше никаков план во ваков баш испринтан стрип да иде едиција, беше повеќе за онлайн веб-комек да биде. Да кажам негде од прилика 5 делови се во ова издание. Секој дел некој месец и пол така некако иде, меѓутоа во тоа спаѓа и пишување на самото, дека нели има груба приказна имав направено, па потоа треба да се сегментира па да се напише како што треба. Па скицирање, цртање на самото, форматирање, такви работи. Све на све година и пол мислам дека зема све заедно. Па не е лошо тоа, кога ќе видиш други колку ги фаќа. Не се работи за Добро, мало не, стриче. ама и стилот ми се свија на Стилот е многу уникатен. На цртање, да, многу, сега баш го раздјав, ми се свија многу стрипче, така да у петок ја ќе идам на промоција, ти не знам Ја дали ќе ќе дојдеш. така да. дојдеш. Ќе дојдеш, супер. Ако нема гужва низ град како што има овие денови и не може да Не, се бе, стигне брат, низ град. 7 вечер не би требало да има. Има паркинг кај буква?
Ќе најдеме. Ќе ти кажам, ќе го пикнеме Ќе го колата. пикнеме Клиото. Малецка кола возам Да. така да ќе ми ја соверам. Кажи ми, бидејќи сега и он те пофали, бидејќи више некој време кога што спомнав стрипов е излезен и луѓе го имаат, може ли одвоиш некои импресии од луѓе што го виделе, што го прочитале? Како се задоволни до сега? Проблемот е што тие што го имаат прочитано и мене што ми имаат кажано дека го прочитаат, се луѓе ја што ги знам лично или пак луѓе што веќе ме знаат, ме следат некој време, па генерално им се допаѓа тоа што го правам, така да наверојатно не најобјективно што може да се каже, нели импресии, меѓутоа мислам дека им се допаѓа на луѓе, се надевам. Тоа е најбитно. Јас за Вајда, стрипов да. знам уште мислам пред Нова година нешто ти или после Нова година нешто видов дека нешто ќе има Така да. и мислам дека ти пратив некој скриншот као дај Веројатно. да го пратиме да го пратиме девојчево да видиме која ќе прави промоција за да те викнеме и ете ми искочи за промоцијата. Стигна време. Ја му кажав на Марија те викне дека и инвајт му направив на евентот. Значи јас сум тај. Да, пошто ти маце манијачки ќе беше дека повозрастен. Дека со брадава вака дека немам брада нешто затоа, дека на ништо не личам. Let's not go there. Па на ништо не личам што. Гаја, кажи ми, има според тоа што имам видено од тебе и од стриповиот свет, имаш некој ептен уникатен стил на цртање, што малку е и сликање, ќе ми кажеш повеќе за тоа. Например, како го дефинираш твојот стил, бидејќи стварно она уникатно нешто што не се гледа баш секој ден. Како го дефинирам мој стил? Фората е што општо за цртање немам одено на формално образование никакво. Имам една година во 2021 во Скала уметности школа, тука што имаат една годишна програма бев. Ама освен тоа мање веќе имам самоучено и повеќе од луѓе на интернет што ги знам што се врсници и они си имаат развивено и јас сосем и в такви работи. Да го дефинирам не знам. По кој што кажавте сликарски, малку е така ретко практикувам линии груби да има некакви стилот. Не гледам баш као со ајде да кажам Маслени бој, нешто такво малку да баш, да. баш. Така Ја некако. по ќе се изразев као со водени бојци да Така да. е правено, ама ми се свиѓа ептен вака као е ќе го прочитам ова за брзо, чим го земам одма ќе го прочитам, да знаеш. Пред спијање, штак. Да, Би сакала да слушнам што мислиш со. обавезно у Следна. епизод на следната Може. Рецензија правиме. ќе правам, да, рецензија. Детална брат, буква по буква, секој и ревју, па да. не ќе правиме ревју. Кажи ми на што алотки црташ највише? Photoshop, све на Photoshop. Скиците се во еден тефтар А4 што ми се прво направени ко онака најгрупо, чисто да знам што треба да има на страната, па потоа во Photoshop ги сликам дека немам скенер, па ги ставам на Photoshop и ги цртам. Рачно, например, сликање? Имам, да, не работам на големи површини, имам пак скетчбукс некој помал, некој што со акрилни најмногу правам работи, меѓутоа, да, повеќе дигитално, меѓутоа понекогаш и традиционално. Од све што имам видено, мислам, можам да заклучам кај ти е инспирацијата, но според тебе, што највише обожаваш да црташ и што обожаваш онака да експериментираш буквално, Така. какви стил? Најмногу луѓе цртам, мање више тоа ми е цело време. Најинтересно ми е некако кога има некако заедно дејство помеѓу двајца луѓе или повеќе луѓе, такви работи, некои интеракции ваму таму. Са поголеми, погенерални инспирации ми се најмногу се инспирирам од DreamWorks студиото што беше за анимација од порани 2000-ти години, концепт уметност имаат мислам стварно фантастичен, премногу многу убави. Така да тоа генерално можам да кажам. Стварите ги наоѓаш да кажем на интернет за да се инспирираш од нешто. На интернет или од филмови најчесто, да. Стрипчиња нешто читаш или Читам понекогаш, не многу од овие серијалите што се Marvel, DC такви работи, меѓутоа сега Корто Малтеза го читам во моментот. Одамна го имам купено, меѓутоа сега конечно седнав да го прочитам. Добро, не, пак дере. Ја од кога почнав да купувам не Marvel и DC ствари, мене тие многу поише ми се свијат некои хорори, некои Така бе. мистери, какви стрипови има тоа е ненормално. Не се дете више од сите суперхерои. Не бе брат, ама еве, можеш да видиш што какви стрипови имам брат. Немам Айвармен. Айвармен, зашто бе најболи Айвармен. Па најбоље затоа.
Муабетот ми е неам Марвел, Марвел неам, не можам да читам. BS. Може се бушит. Не за многу се шарени бе брат. Од Марвел имам еден Daredevil Born Again и толку. Шукајте се. Читай добра литература. Бетмен брат, многу ме оваква си го нарачав иначе by the way ќе стигне таму здравие Март. На следна епизода. Не, Март. Dark Knights of Steel Volume 2. Најс. Тој што требаше да стигне, ама излезе Ридлер дека? Да. Dark Knights of Steel Volume 2 и тогаш кога ќе ми стигне ќе ги прочитам и двата. Сега овој до пола го прочитам нешто така и тоа е тоа. Имаш многу инспирација да црташ онака ствари што се Јапан инспирирани. Од тоа што Го имам слушано тоа, да, неколку пати. фанатик по јапонска култура така. Не. Порано во основно да, има фаза кај што мислам дека поради тоа кога започнував навистина да цртам, тоа ми беше како baseline introduction во уметност. Аниме нешто или као Да. Јапан стил? Не, Аниме? аниме и манга специфично, да. Меѓутоа Манга аниме па манга. Да. Меѓутоа не знам од крај на основно почеток на средно немам реално ништо такво фатено. Пак не така намерно покушавам да се оттргам од тој стил, меѓутоа не ми е дел од барем свесната инспирација додека творам во моментот. Така. Можеби не знам, можеби сензибилитетот има останато нешто од тоа, такви работи. Да, пошто ја баш кога ти гледав портфолио мислам на Инстаграм, Така. баш имаше онака многу уникатни работи кои што повеќето беа јапонски поврзани, некоја уметност, ликови, Корејски се карактери. повеќето од серии што гледам, најверојатно, да. Окей. Ако на тоа мислиш, претпоставувам. Прилика, Да. Ти Оги што знаеш да црташ? Ја ништо не знам Ништо не да цртам, брат. Да, ја толку многу сакам да знам да цртам, да почнам да цртам. Па почни да црташ. Ти Почни да препорачувам. црташ. Не, као да ти кажам една чикаглиша што е едно кругче вака и вака го правам да извиткано цело и кажав толку више ја од цртање се откажам, креам раце. Имам приказна таква, затоа се сеќавам во градник или нешто беше, знам. Требаше да нацртаме во вселена како сме. Имам нацртано нели фигурчиња онака чисто и позадината бела ја оставив. Вика наставничката ми кажа, зашто не е црно дека треба во вселена да се вика. Јас ја објаснив дека јас како што си го замислувам вселената е бела и нема ништо, нема врска, ме мрзаше само да бојам во хартијата. Добро да е, па шо Многу јако ешели. Така, ти ќе ми ја Ја ги кажам ти да бела е вселената. Си била ли горе, бе? Не си бил. па од кај Па знаеш, јас сум бил. Па баш кога летав јас оде па сонцето баш светеше таму и бело е Да, све. и бела. Не, гледав многу, леле, колку сум се смел. Гледав као деца на тест по англиски и поставено као прашање со многу банални одговори. Добро знам. Као напиши прашање со зборот why и овој пишал why прашал се. Толку. Ама толку е, брат. И сите пода, така, браво, топ. Так. Па добро. Не, и баш ова со заживо. Бела е вселената. Беше таму, не знаеш. Не знам. Бела е вселената. Кажи ми, дали следиш, например, македонско издаваштво и правење стрипови, например, како си задоволна кога гледаш Македонија и колку е, ајде да кажеме, напреден светов у оваа Така. уметност? Некоја споредба според тебе? Вака, за почеток, како што спомнав дека нели немам баш формално искуство со образование за уметност, не се сметам дека сум дотолку дел од тие кругови, не дека не сакам да сум, едноставно не знам, повеќето тоа што го правам сама го правам и не сум дотолку внесена во тие кругови, да кажам. Знам неколку луѓе, еден што имаме зборено што баш прават убави работи, поготово од Битола сега има колектив еден Ponder. Они имаат библиотеки со домашни стрипови, друга литература која што е не сакат подосадна да ја направат до луѓе. Меѓутоа, јас лично барем не знам за некое така по големо издание, да кажам, што искочило во блиска иднина, во блиско минато, што зборам? Во блиско минато, да. Па ни во иднина, ни во минато. Сегашно. Сегашност, да. Во блиска Сегашност. сегашност. Да. Да, не знам, имам некако чувство дека
луѓе многу често зборуваат дека сакаат да прават нешто, дека сакаат да имаат идеи многу, сакаат ова да направат, ова да направат. Меѓутоа Ма ја не знам. и јас, не и другите, мислам. Секогаш ќе има повеќе идеи отколку што Апсолутно, има апсолутно. направени работи, меѓутоа мислам дека не знам, можеби има блок некаков помеѓу како да започнат луѓе да прават вакви работи и како да Не знам довршат дека има вакви страв, работи. Знаеш, да ќе почнам. Секако, да. Па дали ќе ми успее, па не знам да он Секогаш има таа средна фаза кај што да правиш грдо ти изгледа, така да ќе се одлучиш да се откажеш и такви работи, да. Но ме потсеќа твојот стил само за првиот стрип, мислам дека беше од него. Ајде, најди го Witcher. To Ево, go into да. your Witcher. Нешто Oh, Valley of вака, Flame. ја би го замислувал овака кој колор, дека би изгледало вака. Еве го, од истиот. Майк Миньола. Ова е голем комплимент, морам да кажам. Така, ма глеј, Да. не баш онака него као Да, бе, да, едноставно, цртано тој стил. као едноставно, мене ми хименот е каварот е од него. Многу ми е окей онака, баш некако. Баш се он спомна колор, изми текна. Има ли шанс овој колор да се види или Цртан е црно-бел? Да, цртан Да. на црно-бел, да. Мене пошто пуше ми се добија црно-бело. Обожавам онака посебно манга стил. Ова ми е фантазија и затоа ми текна дали има колор, ама too much, Мене повеќе ми се доаѓа во колор кога се работи, сакам со боја да работам. Баш дека години и полова го правев црно-бело, кога се навратив конечно на други илустрации да правам, малку ми беше страф онака од бојата, дека се навраќам на нешто сум имам забораено како да работам во боја. Многу би сакала, меѓутоа мислам дека пак ова е 122 страници, мислам дека Браво. не е изводливо баш, барем во моментов во колор. има години поише прави Да. колор цртање. И имам неколку илустрации што ќе бидат на изложбата, што се во боја, меѓутоа и таму ќе бидат во црно-бело направени, така да. Кажи ми сега луѓе од каде може да го купат? Дали се продава негде или? Во моментов имаше во Бункер, во Или, во Илика и во Буква имаше копии. Сега до промоцијата дека мислам дека се распродадоа ќе нема, а после петок, после промоцијата ќе однесема, така да во тие места ќе има пак Но копии. промоцијата ќе има, така? Да. Не, Секако. на промоцијата да. Само еден ќе биде кој ќе Извини, фане. ама снемавме. Нема. Па тоа докажува дека е популарно. Да бе, па Exactly. збореа за Айвармен дека снимало на промоцијата, па се јавувале на луѓе да им носат, да им прават, да им пустат дека све отишло као ајде. Кој не го купил ова на промоција, брат? И ова плюс. Не знам, ја ова ќе го земам сигурно на промоција, така тоа ми е една причина зашто да дојдам у петок. Те мога само раскажи она кога дојде одмат и вика носим една купија за вас. И ти викаш, не, ова ќе ми да мене, Не, му ти даш, ќе можеш ама- да си купиш на промоција. Точно, да, значи мене ми е по кејф да окупам тоа, него ли да не окей, чесми да ми го дадат. Викам не, значи као некој Зашто да немаш две? ретки као издање. Не ми треба две, брат. Мислам дека поголема чест ќе ги направам неа, а ако го купам, брат, ова, А добро, ќе го купиме, ја ќе го купам, што? па добро. Јас сега имам две. Па ти има Јас си сакам да го три, дадам ако на сакаш. некого, и ако не ми го врати да си имам уште една. Бу. Ти три ако сакаш. Како викам Анди Бајрам, најдобро сме три, зашто? Па пошто тројца како мене да има. Може ли малце да ми кажеш нешто во врска со приказната која што го води стрипот? Точно јас пробав, значи кое е време, кај дејството кај дека пробав нешто да видам, прочитав на почетокот имаш нешто напишано, ама не ми е пак нешто Така. јасно кај се дешава за Така. дејството кај. Дејството тука се дешава на овие предели. Имиња на локации не се спомнуваат во стрипот намерно, меѓутоа тука е генерално Балкан, да. Случај во 13 век, во нема да кажам година дека ќе ја сгрешам на својот стрип годината, меѓутоа 13 пишува на првата страна. 13 век, да. Така да тука е Византија во моментот како што се дешава стрипот. Од прилика инспирирана од работи што се дешавале вистина во овој предел во тоа време, меѓутоа не е нешто евентите што се случуваат во стрипот не се директно поврзани со нешто специфично во минатото што се случувало. Се спомнува поголеми главни градови, дека има малку дихотомија помеѓу
голема религија христијанство таму и пагански обреди што се случуваат во помалите градови кај што е главниот лик фактички. Тоа приказната се врти околу еден главен лик, Мојмир се вика. Миом? Мојмир. Мојмир. Да. Чекај, тој го имаш у Lord of the Rings, имаш ен така. Тој е Боромир, мислам дека на него мислиш. Кој е брат му? Брат му. Не бе, Миомир еден го немаше. Мионир е чеканот на Тор. Ај, бабе! Ето го најдовме. Да, се случува позадината на дејството е имало војна која што трае 13 години. По завршувањето на војната, дека нели барат војници од села помали такви работи, тие што имаат останато, што се докажале како генерали и адмирали такви работи, мора да останат во сервис на војската на империјата. Меѓутоа главниот лик одлучува дека сака дома да се врати и бега фактички нелегално од армијата. При тоа е фатен од еден од другите главни ликови и од таму се развива действото, да кажам. Тоа. Општо генерално, како теме беше инспирација, мислам дека на пределиве многу често имаме луѓе кои што псијат од дома да на печалба на такви работи, да студираат ваму таму. Се знае дека печалбари се поеќе така да. Така да. Од тоа пак генерално нишка на кое што можеме и ние денес да ја разбереме, да ја осетиме и поврзано со фантастични работи кои што се надевам дека ние нема никогаш да ги искусиме. Такви работи. Да. Мене лично стилот и приказната која што го води овој стрип ми е многу уникатна, бидејќи како што спомна се случува на овие простори и стварно раскажува она приказна што у нас живее, ние очувствуваме дека знаеме дека сме поминували низ војни, збориме 903-та, па еве Византија, дури сите тие работи и сметам дека ова може до премногу луѓе да допре како приказна, бидејќи како што спомнав сите некако у крвта ни го доживуваме тоа војната. И баш кога гледав неколку слики на интернет од стрипот, нешто многу ме потсеќаше на дела кои што се напишани од Петар М. Андриевски, посебно од Деница и Пире, каде што приказни се хардкор добри, она иселување, војни, борби. И овој стрип мене како стилот што е насрта многу ме допре. Комплимент од мене. Сега убаво се да го прочитам за останата епизода да направиме една добра рецензија ја и Огнен за стрипот. Да. Да. Фала многу дечко. Оги, ти нешто да прашаш, имаш ли? Не, брат, ти си праша све, Ја све си. ќутам од Ти си преска, дојде. брат. Јас си дојдев овде без брада, не знам што се дешава, ништо и без капче. Така да. Можеш ли да дадеш на пример на тие што сакаат да почнат да цртаат или да пишуваат приказна или стрип некои добри совети? Како Добро совет. Како почна ти да го преш као ти текна као од денес ќе почнам да го цртам или тоа си дојде не као да кажам спонтано? Ајде. Приказната позади тоа, кога почнав да го мислам, беше при крај на пандемија, така нешто мислам дека беше. Беше до се навечер и гледав на интернет работи, дека не можев да спијам и гледав на History Channel, имаат една серија, се вика Forged in Fire, кај што земаат луѓе што коваат аматерски онакви работи, им даваат оружја од историски периоди да ги рекреираат надпревара. Има доста работи што се, не знам, копии, такви работи саби, што се со големо историско, културно значење. И почнав да мислам дека немаме ние ништо баш такво од прилика тука. И од таму ми дојде идејата. Стварно, копија, брат, ја не сум видел. Го имаме топчето, ама тоа е малце. Тоа е самоубиство. Ако речиш, ти околу тебе тие да ги нема, брат. Тоа кој го измисли. А нека му ја мислат, па тие што летнало таму, како име. А за копија не сум видел, мечеви, па мислам дека нешто има, ама копија, брат, овде. Па Скопје, знаеш ли како добил има? Александар Македонски фрлил копија и Скопје! Многу кринж виц, извини, продолжи. Да, и го мислев тој. Сакав да, не знам, да дизајнирам, да нацртам нешто, концепти такви слични. И почнав да мислам, што имаме тука, имаме пченици, имаме пченка, многу косави се користат за сечење такво, како Grim Reapers имат, па од тоа ми падна идеја некаква нешто такво да направам. Па тоа направив
Да, срп некаков. Срп и коса, да. Да. Па таму земав, направив некои концепти за народна носија, како би изгледала наша, како штит, armor, такви некои работи ги направив. Па не знам, некако почна да ми се развива приказна во глава, вамо таму од прилика, не знам дали е добра идеја или не, па споделив со другари такви работи. И стигнав до поента кај што имав идејата, знаев како сакам да изгледа стрипот, меѓутоа мислев дека немам капацитет да го направам како што сакам да изгледа стрипот, што секогаш и да направиш нешто после 5 месеци ќе знаеш подобро и веќе нема да ти се свија тоа што го имаш направено, така да. 5 месеци, 5 дена. ја една слика ќе направам еднаш, Да. и какво после 2 дена, бе, брат, имам, не знам, слика 1, слика 1-1, слика 1-1-1, слика 1-1, слика фајнал. Слика фајнал, да. Фајнал, Фајнал, не, тоа, добро. Јасно ми е се Да. ќе направиш едно, па чекај, знаеш, уште затоа го зборувам. Точно, Првото да. што си го направил, тоа е правото, не се Да. наоѓа пак на. Не, така, дека на- првиот, на дека така, толку долго го да. работев во првиот дел што го имам направено, веќе беше година дена однапред направено, сега кога го гледам, не ми се свија. Ама тоа- да. Мечов да беше Да. подрушен. Контрастот малце, да. Али да, така, почна идеја, тргна и пак свикав дека ќе биде само онлайн нешто што го објавувам онака. Па после ми се јави Ѓорги и кажа дека изложба има една за стрипови, за стриповметници во Македонија, кажав па сам таман имам уште како 1-2 страни што треба да ги довршам. Ки направив, беше на изложба, им се допадна на луѓе. И така ме контактира од Flipbooks после да правиме издание и така. Флипбук ова наше така? Да, наше, Дека не сум ја сретнал Ја не сум. до сега, па затоа сум. Нови се дечки, нови. Flipbook Film Фестивал, може би го знаете. Фестивал за краткометражни анимирани филмови експериментални тука во Македонија се прави. За фестивалот имам слушнато. Да. Они се од лани почна со изданија вакви физички од графички новели по експериментални некои такви изданија. Супер се дечки стварно ептен. Мислам даваат голема креативна слобода на уметници и такви работи. Така да. Гледаш, многу е битно, брат, за да сакаш да издаеш нешто, а си онака на почеток инди што се вика, мора да имаш и добри издавачи за тоа да го направат. Као, не мора само да е квадрат или не знам уште кој, сепак мора да има и вакви помали. Нешто иднина спремаш ново? Или малце паузираш од ова? Во иднина ова сега што го правев е до пола стигната приказната, така да сакам да Значи ова е као Volume 1. да, Тоа е многу добро. така да. Браво. Така браво, да- браво. Значи за Volume 2 пак Ќе биде, да да. дојдеш. Ќе дојдам секако. Ако ме поканите, ќе дојдам. Па нормално ние тоа и со Марио го збориме уште од прва епизода, значи за било какво промоција за било што поврзано со уметност, стрип уметност, било што, отворени сме слободно и да ни пишеше ти ќе да као да дојдам за промоција слободно. Ние тоа две чекаме некој да дојде за да испромовираме кај нас. Чекаме на улица, брат, темо. Просиме за гости, да дојде. Дечко, ти да ми дојдеш. Да, за војнина вториот дел од ова, што здравје ќе треба време за тоа да се направи. Почнато е? Цртање не, приказната ја имам, знам како ќе заврши, како ќе тече све тоа, меѓутоа не уште не е ни скица, немам ништо такви работи. Уште само Volume 2 ќе биде? Да, да, ќе... ќе- Volume 3. Мислам дека сега не. нема- Мислам дека нема Да не го правиме Марвел концепт со 200 волуми. Зашто бе? Нека има, нека си тече тоа како приказна. Добро, ќе оставиме простор да Знаеш, направиме има друга доволно приказна. карактери, спин-оф, нешто Така, така. Exactly. Тоа е му тренд сега да И направиш да. многу повеќе Многу не ми се спинови. допаѓа тоа, морам да кажам. Стварно? Ти се допаѓа или не? Не ми се допаѓа. Тоа е не. најужасното нешто што се прави. Не, знаеш што не ми се допаѓа повеќе од спинов приквел, брат. Добро бе, пак е спинов као. Не, ја знаеш како имам спинов е као после, а приквел е као пред овакво. Знаеш дека сега например прават или направија Соник филмови, Да. прават и за Теос, прават и Да. за Накос. Па што
Кој ќе го гледа тоа, бе, што е? Деца, бе, брат, Ке за пари, го бе, гледаат брат. луѓе. Е, па, за пари За да, пари, ама. бе, брат, што не ти е јасно, да? Имаме не труја се глупости. Брат, што ти е бе на тебе внук ми мрднат по Соник, значи не зафркавај, деца го У обожаваат. сега само од внук ти прават пари луѓето. Не бе, брат, и у цел свет. Јас знам едно девојче, оно уште од времето беше фанатик на Соник, имаше проблем, брат, кај нас не можеше да се најде од Соник ништо, брат. Gotta go fast. Да, брат. И сега конечно и се оствари као желбата и има Соник на секој ќоше, брат, било што да си купиш. Да. Ради филмовите, брат. Па Ете. сега. И не да ќе муза цела таа крава. Star Wars. Има за музење таму, братуше. Бај. Дали има нешто што не те прашавме, а сакаше да кажеш, например? За советот не кажав ништо, се зборевме. Точно, што е. Вакви гости сакам. Мислата кога ќе се чуваат, брат. Алал да ти. Совет е тоа единствено што можам да кажам, јас што си го мислам често е дека дури да не се осеќаш како уметник, да се што реално јас не се осеќам уште како да можам да се кажам дека сум уметник, седни, почни да правиш, дека што и да направиш сега, колку и да е добро, како што кажа, за 5 месеци ќе можеш подобро да го направиш, така да само седни и почни. Или Тоа не е што би кажал еден наш пријател од Битол. Цртајте, маре, деца, цртајте! Тоа е Така, тоа, да. Цртајте. Баш тоа. Хаштаг поздрав до Мичо. Мичо дојде на гости. Знаеш, што сега одма ми тегна да прашам. Например, за цртање, дали е може би подобро self-taught или да се запишеш на некоја академија, курсеви? Опасно прашање. Знам дека е опасно, затоа ми тегна у секунда. Пак јас од мојата перспектива што гледам други уметници, мислам дека бенефитот од да одиш формално да се образуваш е пак да навлезеш во тие кругови, да направиш поврзано со нели community што има тука општо или каде и да се. И има скоро на почетокот поготово основни работи кои што треба да се знаат, што се не се невозможно да ги научиш сам со себе, ама структурата што ти ја нуди нели на факултет одиш или нешто такво многу помага. Меѓутоа мислам дека има може да настане проблем со формално образование за стилот да ти го тера некој друг да оди на начин кој што ти можеби не сакаш да ти биде. И мислам дека разбирам зошто, меѓутоа мислам дека се дава повеќе фокус на техника развивање отколку стил. И на крај луѓе нели може да искочат и да знаат да цртаат, да знаат многу убави работи да прават, меѓутоа да не знаат што сакаат да прават. Затоа се организираат стрип школи. Да, знаеш зашто ја прашав ово прашање, бидејќи кога што знам на академии на такви работи, прво правило е да не ти наметнат стил, туку сам да си го најдеш стилот, но прашањето ми беше на начин дали е подобро да се оди на такви школи за да се научи маце поише како треба да се влезе од тие работи. Као анатомија на телото на човекот, као да знаеш да го нацрташ за да не ти изгледа као ја чека глиша што го цртам. За такви ствари. Тие се чак што деше мислам дека тие се некои основи основни работи. На цртање. Джим Лин мислам дека се викаше човекот, баш имаше на Инстаграм му гледав као го црта Бетмен. И вика ќе земеш едно јајце и го нацрта као јајцето и ќе го фрлиш на страна. Ова ти е главата, вика, и почине да црта. Викам, добро, дечко, ја јајцето не знам да го нацртам, не па... Сериозно, нема да личи на јајце, брато, на све ќе личи, освен на јајце нема да личи. Диносаурко јајце ќе го средиш маце. Гаја, фала ти многу што ни беше гостин. Уште еднаш да испромовираме. На 5 април во Буква во 17... Не, 7 часот. 19. 19 часот. Да. Ја и Огнен идеме, кој сака може да се дојде и кој Слободно, да. кој на сега дружба, треба да дојде на дружба, на промоција, на сокче, на пивце, на Пијачка. пивче, да пинеме Кој по што некој пие. пиво, да. да залиеме, да тргне работа. Да, со лесно да иде. Со лесно. Да, така. Гаја, фали од мене што ни дојде на гости, Фала па за се поканата. надевам за брзо време и со Волим 2 дека ќе дојдеш.
И јас. Па и со Volume 3, па тоа све да склопиме у едно и да имаме една книга, Трилогија? главачка као Хименов што е овде. Ова на- Бетменов трилогија што ти е. Не е ова знаеш дека не е трилогија. Добро, ма брат. тројка е. Да, ама има и уште. Добро бе, битно тоа е тројка. Не, муабетот. Ај не го крши филма, се убаво го кажав трилогија дека е. Трилогија. Не мора го објаснуваш. Трилогија, да. Пецо, сечи и Пецо. продолжуваме. Да. Со чамче муабети. Со чамче муабети и идеме. Кат, да. Кат. Ба. Чамче муабети со дебели гикови. Камера, камера, ајде Оги, камера! Оги, кај го стави сефот, бе, педер? Не знам, ми падна Или по пат. банкоматот? Ми падна по пат, брат. Од Спаркот, ти го возеше Спаркот Да. или црвениот? Не бе, јас сефот бев. Ти беше сефот. Чекај, не кажи, Пецо ќе доја. Значи никој да не доаѓа у радио МОВ, не е Не. под маса ништа. Оги, конечно сме сами! Ајде! Имавме гостин пред тоа, ама конечно Гостин, сме. да, малце да си испукаме вака пола. А требаше, и- знаеш, можам вака да се седнам, брат, вака Така? тука да се зборам, да ја мора да се вртам на кај гост. Чекај, испред, ле. Супер, чекај вака. Абе, свесен си дека Шо почнавме, било убаво малце, чекај. почнавме, Добри сме. ајде, камера! Добри сме. Почнавме 4 брате епизоди и после ми тргна со гости и не може да Абе, му... функовци ве ги немам видено, дам на бе брат овде да седат вака. бе, ти Колку, се 2 верува? месеци? Па Или 2 и толку пол? да. И прашина фатиле дори. Вика, Да, бе. Се гледаме Ми како се ќе паднат жалеа овие вчера, двата. знаеш. Што? Да. Извадине, тато извадине, тато. Те слушам од кубера, да така шо е работа, отварам. Пиу, прави мандо, Пиу. пиу. Левам брат. Абе дај бе следна Абе, дај, епизода, Чичо, те 5 молам, динари бе, за не се лепо, добро, за- викам, ќе ве ставам да. И така бе. Ке волеме маца чанче муабети, бе? Чамче муабети, да, точно 85 години од Бетмен. Happy birthday to you. Брат, 85 години е. Многу е тоа бе. Боб Кейн Многу е тоа. Бе. и другиот, 85. Ти колку имаш? Ја имам 63. 35 ќе правам сега. Е, па добро, ја имам 62. Значи 50 години е постар од мене Бетмен брат. Е, па како? Бетмен 85 години, те па криминалци, брат. И Ама никако не ги да убива. да ги истепа брат и со Джокер се борат. Поздрав, Пецо! Пецо, чао Пецо. Го испрагавме Пецо. Со Джокер се борат 50 години брат, 85 години никако бе на крај да искочат бе, да. Добро бе, у еден град, 85 години, Не се нервира, ќе паднат овие ќе им се жалат вечер. вака да држам, 85 години ти да тепаш криминал, па да му, ќе го исчисташе бе да му е. Не бе, има, знаеш дека има и стрипови кај што Готам е више као чист град, нема криминал и Бетмен е станат алкохоличар брат, тежок дека нема криминал и што ќе прави? Аха, значи Така. криминалците ради Бетмен го прават тоа, они, Не бе брат. Шо нивниот бе? тестостерон работи на Бетмен. А? Ништо, продолжи. Нема везе. И поради 85 години Бетмен Part 2, што ој The Batman што го знаеме, што беше сега пред некој, е одложен за една година, 2026. Што мислиш баце поради што е одложен? Една година. Поради вака? што, како се каже, вампирот го мрзи да снима. брат. Не знам што пошари, што е Ја обножен. Мислам дека, знаеш, Аби имаше протести, имаше... Многу ствари ќе се дешаваат у 25-та и они ги мислам дека паметно и изигруваат што ќе го одложат за една година, не дека нема да биде готов тој Бетменот, туку дека едноставно си дават простор за 26-та да си го добие вниманието што го очекуваме, разбираш? Кога беше првиот? 2020 и... Лани не беше? Не бе, како лани. Лани, вика. Бе, ти од корона уште не си оправил. 22 бе, брат. Ја за лани 22. мислев 22. 4 години, а па добро, не е многу 4 години. Не бе, супер е та. Аман со Мислам со дека тоа две- што оваа година ќе го имаме The Penguin, ќе имаме серијата, што трейлерот изгледа многу мадарфакерски. Трейлерот е, да. Значи серијата има да биде партали, брат. Морам да признам дека повеќе ми се свига од Батман. Ќе видиме Од Бетмен Велик. како ќе изиграат причата. Мада мислам ја уште тогаш кога кажаа дека Пингвин ќе има серија, знаев дека ќе биде прејака. Колин Фарел реално го вози, брат. Не, абе и
самата маска е добра и карактерот е добар, брате. Сега, Не, види, дали знаеш ќе се што? појави за Бетмен во серијата, не знаем, мислам дека кажа дека нема да се Па појави. не мораш, шо? Па не мора, не викам дека мора или нешто така. Не мора. Ама би сакал, знаеш што би сакал да видам? Би сакал да видам некој друг као негативец од Бетмен што Фалконе? Што па или Фалкон или може Кетвуман да се појави кемио да има или може нешто така, ме разбираш нешто. Јас сегам сосема ново нешто. Или да е сосема ново. Не знам ти Готам ја гледаше серијата? Да, јам гледано. Значи има таму еден лик, жена му на Вил Смит го ја глуми. Там Како беше? не беше. Put your my wife's name out of your fucking mouth. Шправо. Тој лик ја мислам дека у стрипови го нема. Добро. Дека е направен, ама многу јак лик е, брат. Да, бе, окей. Она у серијата она го прави. Че, кога искача серијата Пингвин? Нема точно датум, мислам дека при крај на 24-та треба да се. Ама годинава? Мгм. Уф, ако искачи годинава, брат, леле, што ќе биде гледај, тоа? Може да ги искочи крај на 24-та, почеток на 25-та. Или да ја одложат за почеток на 25-та. Тоа Ќе видиме како иде. не се знае уште, да. Туку имаш пишано 25 години од првиот Matrix филм. Точно, да, 25 години, брат. Ја имам 24, тој има 25, Постари од тебе, брат. постаре од мене, брат. Жум. Да, Искашам, ако направам жум, ќе искашам столица да ќе паднам. Оваа кај ја расклаца цела, што де 20 наместив, уште таа да ми ја расклаца. Фанси на Matrix? Само на првиот дел. Само на првиот дел, да. Така. Вториот Вториот е окејш. почна да ме губи више у овој, третиот дел скрос ме изгуби. А четвртиот? А мислам дека вториот дел не ме фаќа за збор, вториот или третиот дел беше имаше некоја светска премиера кај нас, се одржуваше во универзална сала. Во универзална сала го дава Матрикс вториот или третиот дел, знам дека бев на Јас бев сум бил на многу пред- мал на за ти пред- потврдам на ова. премиерата. И Пишете знам- у коментари за кој филм се знам дека работи. Не, Матрикс знам дека Мислам за беше. кој Matrix се работи. И знам дека бе, брат, и тоа цело универзална беше фул, брат. Универзална Фуна. маква како што е Да, и беше Киану Ривз беше многу, така? Многу јако искуство на филмот. Киану Ривз дојде на црвен килим на све. Каков Киану Ривз бе, брат? А четврката го гледаше? Не, Со не, со браќата сестри режисери? не. Тоа е многу лош филм. Тоа е екстремно Само лош филм. извини да пробувам да видам. Нема ништо да најдеш. Викаш? Да. Иначе кога спомнавме 25 години Matrix, јас сакам да направам, можеби за следна епизода ќе оставиме тоа, бидејќи изгледа ќе тераме следна сами. Ќе правиме ретроспектива на филмови кои што годинава слават јубилеј. 10, 15, 20, 25 години. Ќе се навраќаме на добри филмови. И да правиме една емисија за така. За јубилејни годинавашно. Може, знаеш? Зато тука ти допише. Не, Браво. X-Men 97, гледаше ти? ја да ти кажам право ништо, ни една А епизода. старите ги имаш ли гледано? Старите ми се едни од омилените цртани, што како дете ги имам гледано на немам поема која телевизија. Се сеќам дека е на Sunday Cartoons, недава на Сабајле ги гледав. Сум уживал, брат. Очиве Оживал? си оживал. Очите онака солзи ми идат кога го гледам тоа. Па почнав да ја гледам. Ја не сум гледал ни старите. Пробав да ги пуштам сега. Добро, не бе, знам добро. Зошто, брат, некако не ме купија, не знам што е фрка. Одма ќе ти кажам, јас сум поголем фан на X-Men од било која група у Марвел само ради овие цртани. Не знам, ти викам, пробав да ги гледам, некако не ми идеше и ги оставив така. Може би И ја пуштив серијава, брат, ама џабе кога не си бил ова, реално оваа серија правена за фанови од тогаш. Апсолутно. Да, сме реално. Тогаш X-Men е овде, бра. Да, знам, Овде. знам. Имаш
Avengers, овде брат. Ова ти е разликата. Знам, јас Според мене се уште е така, ама ради филмови е обратно, ради популарност. X-Men сегаш ќе ми бидат по-милен. ми се група од Avengers, брат. Дефинитивно. Дека Нема се X-Men, зборови, брат. немам Дека зборови. Се X-Men. Мутанти се едноставно. И колку сум што сакаш да имаш мутантска моќ? Чим се ми Нема факи вака неспремен, ама Зашо? веројатно Магнито. Магнита? Ја би сакал Storm, брат. Too much ми е. Не сум фан на дождови, на невремења. Не бе, брат, не е за дождови, за она може да раководи со времето, така да. Да, тоа е Storm. Гром да те убие. Не бе, Имаш една брат, таква песна. знаеш ли колку пати сум сакал да ја имам моќта на Storm, Да. пример, идам на некој евент и врне, брат. И да направам само Окей, фер. Ова ти е разбираш? добро. Ја па некам, не, те разбирам. да... Не знам, ја Магнито ми е интересно да метали глупости. Направо Фер, тоа ти е многу добро. Го гледаше краткиот анимиран филм Spider-Man Within? го гледав, ти? Јас го гледав. Мислев дека ќе биде подолг. Кој ги прави тие ремек дела, брат? Тоа е Не знам, брат, тоа беше многу многу ме потсеќа на... сличен стил на стрипот кој што го имавме сега. Да. Тој стил е. Значи, да. не можам, тоа е онак првиот знаеш што направив? Кога гледам филмчево мало на YouTube. Што мислиш, што направив после? Го пушти првиот па вториот. Не, сакав така, ама го пуштив само вториот. Бидејќи вториот го имам гледано само 2-3 пати, Арно малце, брат. а првиот 200 пати, 2-3 пати. и си го пуштив вториот. Дечко, кој ги прави тие работи, бе? Кој е бе толку мрдна што го црта тоа толку убаво? Сони што си фатија некој ред со ова со Spider Verse што е? Значи, Ова партали прават, брат. Абе, нека е најглупа приказната у свет, нека нема приказна. Стилот, брате, Стилот е- плакнење очи. Стилот е ремек дело. Ја озбилно текам, ја мислев дека овој ќе биде некој си 15 на 20 минути. Да, краток беше. Малце се разочарав што ми требаше уште барем уште 5 минути. Да. Да, Не, знаеш како, буквално сега кажа, нека има најглупа прича. Ова реално имаше некоја глупа прича. Ама брат, стилот ми е онака, сакам да си ги изванам очите, да си ги заплакнам, очто ми е убаво за уште да го гледам, брат. Партали е, значи го издјав, онака не осетив 7 минути. Многу брзо ми помине мене. Ама многу дадоа некој као ни пуштија водичка као третиот дел нешто дека ќе се дешава или не е поврзано со Мислам дека не е поврзано. Не е онака си седал, некој си го си го направил. направил? Дури не знам дали овие voice актерите бе оригиналот. Не бе тие се. Па не ми Абе, звучи. Ова е ова Добро, е- маца е low budget ми звучува за тоа. Па не сум да ти кажам право. Што има после? Furiosa, Mad Max сага. Само вака ќе умрам од што да умрам од Брат, Од што глупоштија. сакаш? Зашто бе брат, баш е добар. Фуриоз. Да бе брат. Што е јако гај Фуриоз? За Имаш- Мене ми се го имаш Тор дебел брат со брада. Имаш Значи истиот глумец и истиот лик остави у Фуриоса, ајде. имаш Луди Макс, Ама добро имаш бе, брат. Фуриоса. Па Why? Добро бе брат. Why? Гледај, па Фуриоса, па реално брат и на новиот Mad Max што беше со овој, кажи го као се каже глумецов. Брук, или Брок, што глуми. Да. Пак ќе ми текне да продолжиш. Нема бе, хезе. Фуриоса е многу јак лик у филмот бе брат. Абе, добро, не сакам да гледам, сакам Луди Макс да го гледам. Абе добро брат, ова е пример, ја нема да го гледам у кино и си сигурно, ама ќе го пуштам, ќе го гледам 100% брат. Не, јас стварно не можам да ја разберам причината зошто Фуриоса, брат. Као, имаш опција уште еден Луди Макс да направиш, Но ќе направат бе брат. Том Харди, Том Харди бе. и место уште еден со Том Харди да направат, Па ќе направат бе брат. ама зошто да ми го труеш Луди Макс со Фуриоса? Па добро. Добро, не е ни битно, тоа е Не моје мора мислење да кој го- сака да нека. го гледаш, ја ќе го гледам да. Ја ќе го гледам, ама ќе го серам, пошто стварно ќе биде лош. Од кај знаеш бе брат?
ќе биде Пошто лош. има трейлер. Збореше и за What if дека ќе лошо, па искочи беше дека лошо. окей. Не, What лошо. if окей беше, не Лошо знам. беше. Абе, ајде. Абе, се, ајде, ти Нема вeze. ако не разбираш, ја разбирам Абе, сега, уметност. Јас цртам, ти не Абе, црташ. Да, абе, да. What if Сега, беше најглупавото нешто втора сезона. Која? Сакав да се убијам од кога ги изгледав сите епизоди. Кој? What if втора сезона. Зашто? Беше најглупавата приказна некош направена. Окей беше. Што е ова The Crow? The Crow? The Crow, го знаеш ли The Не. Crow? Ајде му раскажи ми. Знаеш ли сино на Брус Ли дека има погинато во Гавранот, The Crow, во филмот? Не. Ликот си го видел 100% со бело лице, со црника очи, The Crow бе брат. Добро. У текот на снимањето, тоа не е и иначе син му на Брус Ли, во текот Неколку на... депресивно го правиме ова, да има се развесели. Озбилно во текот на снимањето на филмот, као требале да пукаат во него и скочило дека е прав као пиштол и го има ту тепано на сет. Овој се- филм? Не, ово е сега нов филм ќе Аха, окей. искочи и главниот глумец е дечково Скарсгард од тие од браќата овој што го глумеше Ит, кловнот. Тој така мацуен вако што е. Да бе, да, тој кловнот Не знам како се вика, ама Нема везе, ја го гледав јас трейлерот, ми се свиѓаше. Стариот филм го немам гледано, тоа ми е минус на неколку. Сега ќе го пуштам стариот пред да го гледам новиот, сега па при ќе снимање видам. пушти го. Не, ќе го гледам обавезно брат. The Crow, многу јак филм е брат. Добро, знам што. Го давале на ТВ 1000 Готово го видов милион што. пати брат. Го видов. Не знаев зашто, не гледам вакви филмови затоа. Иначе го имам видено. Зашо не гледаш ово? Па немам некоја привилегија. Немам некоја пасија за вакви филмови. Зашо? Добро, бе, ќе го гледам. Ова ќе го гледам. Нема Фуриоса да гледам, брат. Ова ќе го гледам. И Фуриоса ќе го гледам. Боже, ќе те барам. Кога ќе биде добар, ќе те барам. Кога ќе направат добро нешто, ќе се чуеме. Кој? Не е Фуриоса, Марвел кога ќе направат добра серија, ќе те барам, ќе се чуеме кога ќе направат. За Марвел за Не, извини, морам да те прекинам. Кажи. Сакам Марвел да ги фатам малку. Маре, Многу ги обожавам ликовите што ќе дојдат и ќе напишат на било која објава за Дедпул, тројката. Дедпул ќе го спаси Марвел, ќе го излече од сите гомна што е сега. Како ќе го излече бе од сите? до следниот филм брат на Следно- Марвел. До крајот на премиерата. Марвел иде вака, ова дупка што Не. тука. Еве ги Марвел. И сакаш да ги извадиме Марвел? Брсни, чекај. Брсни тука, Марвел, да ги извадиме, ајде. Извади го бе. Ајде, брат, Марвел, ајде, таму. не може да се извади. Дедпул ќе ги извади, да кажеме, до негде У што? у хајпот на филмовите што следуваат и Аха, со добар следниот филм, слушни со следниот филм на Марвел, пак ќе се вратат на старото, дека више пропаѓаат, брат. Дека Следниот филм на Марвел е? Не знам кој има Не ни има. следниот филм, ама ќе биде многу лош. Може Каптан Послед- Америка да има следен. Додека сме кај Кептан Америка, ако е следен, имам Ајде румор. лети. Джими Мајка. Не бе, прочитав дека Себастијан Стен нема да го има во новиот Кептан Америка. Тоа е Winter Soldier. И Зимо. Шо Зимо? беше. И тој ќе го нема као негативно. Стои, публиката многу го бара Зимо, стварно. Значи, брат, Што? направија серија која што се викаше како се каже, Каптан Америка and the Winter Soldier? Не. Така нема го беше, да. Или Falcon and the Winter Soldier. Falcon Falcon and the and the Winter Winter и на крај на последната го ставија Captain America and the Winter. Значи, направија серија. 6 епизоди. Окејиш беше. Проба да фаќаат нешто геополитика и сите тие работи. Прават филм. И главните актери ќе ги нема у филмот.
Не бе, ќе го има овој Кептен... Марвел, излезете, Марвел, да Не, спаси ме. Кептен Америка ќе го има. Кој е Кептен Америка? Црнецов бе, брат. Зашто Кептен Америка? Значи Кептен Америка Добро, бе, 18 години. не ме тепај. Дека Ама има не те и тепам, ги стрипови критикуваме. што Кептен Америка Еве ги Марвел. е црнец, Зирни, тука брат. се Марвел, зирни. Има стрипови кај што Кептен Америка е... Свади ги Марвел од гомната. Кептен Америка actually е типот Фалкон. Се прави Кептен Америка. Има стрипови. Се прави, за Маскенбал се прави ликот. Да. Не, озбилно, Те мовам извади ги Марвел од гомната, тука се. Реално мене не ми се свијаше ни сјутот на Кептен. Гледа како е тоа кринж, брат, кој го правил тоа, бе? Белиот, брат, абе, ај. И у стрипови го има, од врска стрипови немаше, инспириран. Кој го цртал тоа, бе? брат. Не знам, брат. Не, знаеш што ми се свиеше у старите Марвел, брат. Пред некој ден му го Дека пуштив беа на- добри. На Сидми, она Avengers, ама која се Original Six, знаеш Добро, тие? првиот Avengers. Кога се собираат у круг. Да, бе, да. Види му го сјутот на Кептен Америка, брат. Добро. Колку му е old school, брат. Колку му е најдобар на свет. Колку му е old school и како иде филмовите се натаму се прави да му е болje и болje. Значи, у филмот баш го гледав као да е Кептен Америка, као у 80s, ама таков Тоа се вика колку е тој најдобар у свет. И после колку години, после 10 на години ти доаѓа некоја прогресивна фаза и ти вика: "Не, Каптен Америка ќе биде црнец, кој што може да Ама, лета." брат, има такви Марвел. стрипови, доста не бамбари многу само. Чекај, тука се Марвел, уште. Абе, таму се знае... полека дека- ќе искочат, дека полека, се- чекај, опа. Дека се Еве доне, ги. брат, ама Марвел. свати дека има стрипови што, устари, дечкото Кога се е- пишувани тие стрипови? Ау, појма немам, брат. Да не се нови. Не се нови, не. Уште од порано ги има. Добро, да не се после Джордж Флойд и такви работи. Сега. Да не навлегуваме Марвел, кој ќе искочат Марвел од тука ќе навлегуваме поддетално. Star Wars името прочите го ти, брат, дека ја нема Acolyte. шанси. Acolyte. Ова го спомнавме, го нашнавме као Да, тема. да, го зборевме некоја оше. епизода. Со како се Со со Dark Force. Да. Шо мисли за тоа би скочило окей? Гледајќи какви глупости искочуваат, Од Марвел? општо, Од Star Wars мислам. и од Star Wars. Ова сакам да е добро. Ова, Сакам јас имам желба ова да е добро. Ова беше трейлерот што почнуваше со децата на почеток. Да. Ова мислам дека ќе помине. Ќе помине, да. Ќе помине. Ова кај мене би поминало. После сите глупости, ова би поминало. После, како се каже, Оби-Ван Кеноби серијата, брат, леле колку беше лоша, брат. Вау, no shit. Obi-Wan! Obi-Wan! Серијата Качи беше се! Многу лоша, брат. Hello there! Што hello there, бе? Врска немаше и Колку ја промовира, колку луѓе се кајпнува. Тоа беше најголемото срање од Star Wars што беше, некојаш да. изгледа. Не знам што е полошо од тоа. Од Star Знам Wars што е- универзум. Што е полошо од таа серија, брат? Што? She-Hulk, брат. Не, зборам Star Wars универзум. Може би тоа е најлошото нешто што излегува тоа. Збориме на големо платно, на или играно. Не зборам стрипови книги. She-Hulk е, мислам, дефинитивно... Не, Мадам Веб, брат! Не го гледав, не можам да зборам. Не бе, па не Не ми го критикувај, Мадам Веб, таму е Сидни Суени, таа е мојата омилена актерка у свет. Која? Не ти кажувам. Ки ми ја украдеш. Добро. Добра бе, добра, има добри Атрибути? улоги. Значи, Аха. гледа како ти иде паметот жена човек си. Има добри вака. Не знам, брат, Улоги. пример, ја обожавам Гал Гадот. Многу ми е, фаца ми е... И она добри жената. филмови има. Не бе, брат, едноставно баш ми е као, окей, доека сме кај Оби-Ван, глумецот Ијан и... Obi-Wan! Help me, Obi-Wan! Ијан е ој? Ијан бе? Мегрегор. Мегрегор. А? Мегрегор. Уште се надева, брат, дечкото е добар Оби-Ван,
Не, Ја окей, ја би го откопал од земја оној стариот Оби-Ван и би го вратил. Вајде мртов, не знам There дали is е жив. time to tell more stories. Шо, дечко, шо? Кај идеш, шо приш? Знаеш кај тераш? Шо е работа со тебе, мора? In a galaxy far far away, Да, where да, maybe да, Star да, Wars да. is actually good. Он само сака да иде. Сорно мислиш дека ќе извадат нешто повеќе од Оби-Ван? Не, бе, брат, нема шанси. После тој неуспех, после тоа гомно од серија? Нема шанси. Може за Дарт Вейдер да направат нешто, знаеш? Добро. Тоа мислам дека би било сега зависи, ако го стират као Оби-Ван, тури му пепалта, брат. Obi-Wan, help me, Obi-Wan! Hello there! Hello there! Godzilla X Kong го надмина Dune Part 2 Не знам кога е тоа. Во бокс Мислам дека беше прва априлска шега. во бокс офис. Мислам дека беше прва априлска шега. Викаш? Добар филмот. Не знам го немам гледа кој. Мори двата гледа срамота, пак Dune ќе го испуштам. Срамно ти е. Морам да идам у кино. Мора да гледам. Ја го гледав. У кино. Аха. Значи таков педер си што не викна. Тоа е нешто Меча. невидено. Ти текно, Кире, гаси камера, брат, јас си отидов овој шиткач не виде Значи како на почеток што ти реков, кој има еден риос, ни купуваат карти. Може имам бизнес бе што не сум ти го споделил за Синеплеx бе. бе. Ту бе едно селјаче какво си бе. Абе скржав си ќе Абе, добиваме бе. карти цело време бе ти одма ругаш бе. Како? Сега ајде, збориме бе. за игри сега. Доста е филмови. Уште една, учекаме. Ајде уште. Pirates of the Caribbean ќе добијат ребут. Ајде почни за игри да збориш. Толку беше. Не, само сам на договор за мојата омилена франшиза со Џони Деп, Pirates of the Caribbean. Со кој? Џони Деп. Ама знаеш дека ише нема да биде. Тој дека Џони Деп со Дизни дека раскрсти, брат. Тоа тргнав да кажувам, мене ми се допаѓа што Pirates of the Caribbean ќе биде ребут и што ќе биде нови пирати. А што значи ребут? Ребут беше, ребут е И све од... истиот филм ќе го направат пак? Не. Ребут е глобала слично така, но слично приказно, но сега маце ќе биде прогресивно, нормално. Ама барем пирати се, брат. Ако направат, например, LGBT пирати, тогаш... не знам што би било. Се надам дека нема да биде LGBT пирати. Види, ако биде жена главна протагонист у Pirates of the Caribbean, ништо нема ми смени, пошто сепак имавме една жена која беше хероина во Pirates of the Caribbean. Џони Деп беше јак, ама може и уште појаки Џони ликови. Деп, брат, ја мислам дека Џони Деп ги вадеше сите тие филмови, брат, и мислам дека ова што ќе Да, ама сега искочи, например може да отиде на ќе биде посериозно. тотално срање, брат, од филм. Добро, ама пак Џони Деп правеше комедија во Pirates of the Caribbean. Овде може да биде Брат, сериозни пирати. Брат, Пошто, например, срање ќе биде. Слушај. Значи, го. у Он ја вадеше цела франшиза, брат. у Pirates of the Caribbean го видовме Blackbeard. Blackbeard таму беше најголемото срање што некој сме го виделе на филм. У четврката. И петката беше ужасан. Џони Деп го ја вадеше цела. Да, бидејќи ставаше хумор у карактерот. Па, зашо Ама да тоа не беше себе, добро. брат? Затоа викам дека е добро. Ги вадеше бидејќи имаше хумор. Но ја на пример би сакам маце посериозно пирати да видам. Каде што ќе се сите мрсни, не бањати, Абе, каде што да, ќе брат, има ама ја убивање. не го крстил Лондак тој филм. Pirates of the Caribbean. Па било како ќе се крстил вика Pirates? Pirates Sailing on Vardar. Pirates бе само што? Somalian Pirates. Маце расизам удрив овде, ама нема. Маријан. Somalian. Тој што, зашто бе, тој беше многу добар. I'm the captain now. Што збориш бе? За оној бе, брат, за со... Као сикаше глумецот бе... Има филм? Ама бе, брат, и Јас според Оскари беше, брат, со глумецом бе, што... И имаше едно меме кога е со Том Хенкс. Не бе, да бе, Том Хенкс ли беше? Овој шо... Братче, филм со... Сега малце, стој, само да Те му објасни го за да... Како се викаше, стој. Браче, филм ми кажу. Па, Жити филм, се. Филм, да видам. Те му објасни го филм. Абе, на брод, брат, идат...
Том Хенкс ли беше, бе? Ај, овака ќе се стојам, ќе се седам Том Хенкс да го најде лик. Да, бе, брат, со Том Хенкс филм. Добре, шо е тој? Типот е нешто капетан на брод и доаѓаат со малици, не знам, црнци беа, брат, и го плячкаат бродот, брат. Кептен Филипс. Требаше тука да заврши шегата, бидејќи многу беше рацизам, ама добро. Го Не продолжи. бе, брат. Да збориме за игри. А, Мојата омилена си го тема. Гледал ли ти Кептен Филипс? Не сум го гледал. Да го гледаш обавезно дека е филмиште, бро. Озбилно ти викам. И глумецов доби, мислам дека Оскар овој што е црнецов, брат? Или не доби? Може да завршиме да збориме за пирати? За пирати ја збориме. Да, и за Па Сомалија. Па за Сомалијајс- пирати збориме дека овие се пирати, брат, што доаѓаат што го плячкаат модерни пирати, брат. Модерни пирати. Доаѓаат и го плячкаат ваквото. Озбилно ти викам. Шо кога не си го гледал, па со тебе правам муабет, па. Може да збориме за игри? Ајде, иди. Што сакаш за игри да започнеме? Ајде. Јас сум главен на оваа тема, ја ќе ти зборувам што сакаш. Ајде, Rise of the Ronin. Многу добра игра. Добра? На така. Не wannabe Ghost of Tsushima. Не, многу е сосема различно. Rise of the Ronin ти е една вечер пијани се свапале Sekiro и Ghost of Tsushima и направиле заедничка игра. Sekiro е Souls-like, Ghost of Tsushima е RPG, глобала. Ова ти е добар Souls-like и добар open world уедно, иако open world е страње, бидејќи Team Ninja не знаат да направат open world. До сега сме ги гледале со Nioh, не се викаше Wukong, туку се викаше нешто Wulong Final Dynasty. Сме ги виделе дека не знаат да прават open world, само прават линеарни игри, Souls-like. Јас си играв, добре, не имам навлезено толку многу. Колку сати имаш од играта изиграно? 5, 6, 7, многу малце. Ништо. Причата е многу досадна, многу онаква е. И шо е добро, бе, брат? Ако причата е досадна, ако open world не е као што треба, шо е добро играта? Комбат, непријатели, движења, стил. Team Ninja не се луѓето кои што требаше да го направат ова, ама како сега, светот е убав. Као Јапан, феудален Јапан. Ghost of Tsushima партали, ама као... Да, ама Ghost of Tsushima- По трейлерот све е исто као Ghost of Tsushima, брат. Не, Сигурно- исто, сега ќе ти кажам. Не можеш да споредиш Ghost of Tsushima кој што е ептено феудален Јапан и ова кое што кога доаѓаат американците ги пукаат овие ги викаат дај не ме зезајте какви катани. Ова е више 1800-700 некоја. Ова е... Крајот на Временски The Last Samurai филмот. тогаш ли доаѓаат американците? Тогаш американците Малце ги после ги само. учат јапанците као да пукаат со пушка, брат. И више Тогаш е бе? самураите ги нема. Да. И има едно племе што се таму у далине Апсолутно. и го зима Том Круз, го Леле, и го немој. правда сам Не, зашо немој многу да добар збориш за филм е. Добар се смеша си. Тој филм ти е добар. Шо ти е бе на тебе, бе, брат? Зашо Значи, не е добар? гледај добри филмови. Абе, ајде. Не, ти имаш проблем со лоши филмови, затоа. Зашто бе? Не, Ти имаш брат, проблем Last со Samurai, лоши бе, филми. брат, многу до мене многу ми се свиѓаше Last Се Samurai. надевам дека пружи рака, се надевам дека и The Great Wall ти се свиѓаше со Бред Пит или кој беше тој? И тој ти си има свиѓа. Не бе, тој знаеш со кој беше? Со кој беше? Со оној утеч што глумеше глумецон. Не бе, чек, баш ме интересира кој беше глумецот. The Great Wall. Ја не беше Бред Пит, ама некој таков беше. The Great Wall. Со Мет Деймон, Демон бе, има па ја. Јас знам дека и тој би те се свиѓал филм. Не, брат, тој не, Аха, важи. не го ни пуштив. Важи. Зашто бе, брат, шо И тој шо тебе го ќе ти се фалеше свиѓа. бе на Last Samurai? Те молам. Не, Продолжиме за игри. Шо да продолжиме за игри? Dragon's Dogma 2. Ја ова никад нема го играм, брат. Не може, ова е многу тешко за тебе. Знаеш зашо? Ова
треба многу време, брат. Ти немаш толку време за да влегуваш во вакви игри, бидејќи овие игри заземаат многу време. Брат, кога ќе видиш дека еден бос фајт може да ти заземе околу 3 сати играње, а немаш опција пауза да стизнеш онака како што треба. Не, брат, не, ја... Играта е фантастична. Првиот дел и идеја од сињата се едни од најдобрите игри некогаш креирани. Вториот дел, иако продаде околу, сега прочитав, 3 милиони копии, не е уште направен како што треба, но сепак Абе, а Rise of the Ronin е Souls-like игра? чекај моц. Кире? Кире отиде нагоре и се издишав, мислеше дека нешто сакам да му кажа. А, Извини. Rise of Да. the Ronin е Souls-like игра? Souls-like, да. Не, аз знам таа дали ќе... Не е толку тешка. Абе, она суфу, таа, шо е со играта? Се вика Шифу. Како е? You are my Шифу. Шо е со играта? Шифу е една многу добра игра, која што има интересен концепт, измешан со roguelite елементи. Со што? Не можам сега да ти обяснам, ќе ти Добро. обяснам на страна, пошто многу е Океј. долго. Финдата е, кај roguelite, кога ќе умреш, се враќаш на некој начин, некаде, едно, друго и такви работи. Кај Сифу, кога почнаш да играш, играта си, како е Падаван бе, ама у вакви боречки вештини? Никој ништо? Па никој, не си никој ништо, туку си почетник. Ученик? Ученик. Почетник? Да, ученик. Бел појас. Баш така. Си многу млад, си детенце, едно друго, и како умираш во играта, како губиш од непријателите, ти старееш. Например, почнуваш, не знам сега колку беше, да кажеме на 15 години, идеш у бар или нејде, ги тепаш таму тие, А чекај ако ги те- тепаш со карате? со карате, имаш и оружја, но убавината е Кунг-фу. Муабетот е, извини што ќе те прекинам, те прашам дека ја ставив во лајбрери, дека ми идеше без пари со... и да ја си имаш одма да ја играш. Essential. Не, чекај, сега си ја играм. Сега сум у Hell Ќе збориме за тоа, чекај, ќе збориме Да. за Helldivers. Со кунг-фу. И сега како ќе те убијат, како ќе те победат, ти се враќаш на одредено место, малце постар. Возрасен. И кога ќе доеш во еден период, сваќаш дека си, не знам, да кажеме... Си остарел и Не, 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 пензија, чекај, не ми скокај толку многу. Кога ќе доеш во некој период да имаш, да кажеме, 28-30 години, тогаш си у прайм тајм. Тогаш, брат, правиш партали. Ама и тогаш ќе умреш. И највише можеш да доеш до некој си 60 години, 70, со брадичка си, бел, ти си actually мастер, ти си шифу, ама свегаш дека има бабачковци, брат, што ако те зашамараат, те зашамаруваат. И треба некако да си го најдеш правите години на твојот карактер со кои што можеш да истераш до крај. Нормално нема да истераш, секогаш доаѓаат појаки непријатели, босовите во таа игра се да се мавнеш од земја кога се тешки, ама вреди на крај што ќе ја изиграш. Целиот тој свет е уникатно направен. брат. Ја мислев дека е поголема бе брат, 8 сати. Не, малечко. Не. Тебе може да те земи и 40 сати. Дури да свртиш. Вика, ако сакаш да видиш све, 20 сати ти е. Не, За 100% многу, да. многу бојшно. Тој е убавината кај roguelite. Roguelite се завршува, брат, за да можеш да ја завршиш, не знам, Dead Cells, која што е најдобрата roguelite игра, можеш да ја завршиш за 15 минути, за 10 минути можеш да ја завршиш. Има спидранови што многу побрзо да завршуваат. Ама ти, дојдеш до ниво да ја завршиш за толку, на крај ќе видиш дека си потрошил 80 сати, брат, играње. Исто и со Сифу. Ти додека не станеш мастеру како тоа е комбатот, едно, друго, ти можеш сати, месеци да ја играш. А после можеш да ја свртиш за саат време. Бе, кој саат, бе, пола саат ќе ти треба после да ја свртиш. Добро, не, ќе инсталирам, јас сигурно ќе играм да видам што игра. И така, овој месец кој ги дава, чекај за гратис? Не се сеќавам. Чекај бе ги ставив у library. Immortals мислам дека се. Immortals Avenue се вика таа.
Таа е многу... Таа е first Таа е person игра, shooter, брат, да. на EA, која што ја утепаа промовирање. И на крај се усра... Не, играта е добра, они се усраа што никој не им ја купи. И сега ја дават за... И сега ја дават за бесплатно, после 5 месеци, мислам, нешто така. Можеби година Значи, дена. прилично нова е таа. Доста нова е. 100 копии нема. Добро, не 100 копии, ама нема никаков буџет направено. Џабе целата промоција. Знаеш како се... Не, чекај, може таа онлайн да Не, се игра, сингл не? плеер е само, не. Сингл плеер Да. само? Па изгледа, знаеш како е, што мислам за таа игра? Луѓе не ги палат магии ако не е Хари Потер у името, например. Кој А ќе че, со магија игра, кај појма нема со магии, со свашта у неи за брат. Можеш свашта да правиш, не знам, вода, земја наеднаш па да направиш како се вика циклон Не или знам ние дали вртвок, дали врток ќе со сакам камења, нема да ти се свиѓа, никој не ја сака, ама џабе испромовира. И знаеш што сватев, има тоа. доста Нека седи у лајбрери што? Нека седи у лајбрери, екзекли. Ако нема Хари Потер, брат, у името нема добри магии, као гледаме дека Хогвартс Легаси испадна мега гига хит, ја испокупија. Чекај, таа може онлайн да се игра, бе? Не. Не, скоро синглплеер е. Добро. GTA може 5 да се игра онлайн, ама Не не е може. крос платформ. Не бе, крос платформа? Не, GTA 5 не е крос. GTA 5 ја барав ја. Ај види. Односно не знам како. Не е битна бе, брат, што. GTA 5 си игра на ПЦ како и да е. Не бе, брат, ја изнота кросплей. Добро. GTA 5 си игра Не на бе, ПЦ. ја те прашувам дека со друштво се сме некој таков мулти Дискорд сервер си Си ги направи. даде другарите? Не бе, брат, со нив си се дружиме Се шалам. одамна, од деца, што се вика. Ама сега нешто почнавме да геймаме онлайн. Пораснавте. Не пораснавме, брат. Виш, знаеш, со деца дома, ова, она. И тоа, нема везе тоа. И Шо ја геймате? конечно си ставив, а? Што геймате? Ај, Helldivers, брат. Не може друго да се гейма, брат. Ради таа Ке се разведе што не игра. Divers ја батали Red Dead 2-ката, брат. Па добро бе со друштво играш, а? Да, Па и многу Red Dead јака, може- брат. Прејака, значи играта е, сега и коли, не знам дали знаеш дека ќе стават и коли. Да бе, да. А шо ми кажа, имало некој типче, брат, горе, негде, Добро? што си играло со Helldivers D&D, брат. Овде на планета ова, нека има поише као бубачки. Аха. Овде таму не мора да е толку, ај нека иде као помалци. Овде чека на ова, ја гледаш ова. Чекај. Стај таму фул да има. Нека има Чекај фул малце, таму. чекај, не те разбирам. Има ти, брат, шо си клика и си кажува. Тип како тип? Да бе, да, шо е вработен за да кажува на која планета колку као бубачки да Во има. студиото. Да. Па добро бе, брат, гейм дизајнер се вика тоа. Не бе, брат, овој си седи баш типот си игра D&D, брат. Вика, аха, овде стајден нека има фул као бубачки. Не може да чекај малку, чекај, не те разбирам. Цело време. Да бе. Како може цело време? Како мислиш, проглед ќе видиш, брат. Не те разбирам, не може да ти го разбирам концептот. Мислам, те разбирам што да кажеш, ама у партија колку души се? Максимум можеш четворица да играш. Не, у партија. Партијата е? Односно да, у партија. М- Е па чекај маце. Имаш Не, ти не, не, чекај, ама ти не, вака го сваќаш, обясни, ајде, чекај окей, малку. окей. Ти вака го обясни. Ти и твоите четворица другари, тоа се 200.000 партии. Слушни, маце. И ја не си ја сватил ти и играта. Ти кога идеш на планета, не идеш на цела планета. Добро на Туку- делче идеш, да. Туку ти дава ареа. И на крај од мисијата ти кажува колку проценти од планетата е ослободена. Чекај маце. Значи на истата планета сте повише души. Да. Повише групи. Да. А колку планети има? Многу, брат. Многу има. И па сега многу. Па не знам, брат, точно не сум ги бројал, да. Ма не сакам да кажам оној горе што работи како постигнува.
Пауз, брат, па како постигнува ќе стае на една планета да има фул бубачки, брат, и ќе батали, таа на друга ќе иде. Доека и гледа таму изгледа како процентуално, до кај што е. Муаветот ми е, Да, окей, фер. јас не играв со друштво и играле они и стигнале до ослободување на планетата 99,999990%. Ослободување на Скопје, добар филм. И као учинок они што направиле за еден, го осталето и 100% као освоена е планетата, као исчистена е. Што се случува после? Не знам. Као, окей, браво, супер, ја исчистивте планетата, тоа е тоа. Окей, ај купи ми ја брат Helldivers да ја пробам. Јас сум единствениот човек на планетава што уште нема играл Helldivers. Не, брат, и уште еден човек има што имам план као да му земе, кога ти е роден тебе? 22 што сме се април. Да, живи мајка. Септември. 22 април. У септември 22. Добро. Ке уме тоа Helldivers тројка ќе излезе. За не бе брат, ова ля. Немам време ја кога да играм, немам време, ама сакам само да видам што се дешава, пошто е, например, и овие концепти не ги сватив. Тој со планета, со чуда. Не, па дој кај мене не е коден ќе ако сакаш да видиш, ако сакаш да имаш ќе не знам. А зошто например да доаѓам кај тебе кога можеш да си купиш PlayStation Portal и да ми го дадеш например за да играм од кај мене дома? Од кај мене да играш кај тебе дома, Да. а јас шо ќе играм брат? Кога ќе спиеш? Навечер, па добро. Јас сакам навечер да играм. Па добро, па може така. Еко, Од да. првм ќе треба да земам PlayStation Portal брат. Добро, а зашто би земал PlayStation Portal? Освен За- за мојава најглупа идеја. За брат. Зошто би го земал тоа Вака, ѓубре од чекай, удар? маце, Ајде. не. Чекај, не само да кажеме. Пред денеска, чекај. Праша, зашто би земал Чекај. PlayStation Portal? Само да ти Стој, брат. чекај малку. Ајде. Значи пред снимање на епизодава имавме ја и ти дрска дискусија Добро. која што ја оставивме за подкаст. Добро. Ајде, повели. Кога ќе имаш деца брат, Добро? ќе сватиш дека PlayStation Portal е најсветска работа што некаде направи. Ја не зборам за деца 10+, јас зборам за За деца мали. 4 години, макс 5. Добро. Ќе си легнеш брат. Ти си игра една партија брат. Добро. Немаш време да као во мојов случај немам време дека треба да идам у гаража да играм, дека не можам дома да играм поради тоа што има други луѓе што спијат у дневни, сега да им блештам со телевизорот не иде. Немам време да ми треба време да го откачам PlayStation-от, да го однесам у гаража, да го закачам, да земам да играм, тоа губам. Ајде пола саат брат. Добро. Разбираш? А порталот само го зијам, го палам, малиот спие до мене, плескам една партија, го гасам, си легнам да спием. Се доека конзолата од дневна ти прави Конзолата у дневна нема да ми прави дека CD-то ќе го извадам, што е Аха, во добро. случајов ја ќе се играм, па и тоа па и нека прави прави 2 минути 3 толку. Добро. Ме разбираш? Доека спијат децата и ке мене. Не, сум ја уклучил, не го ни перципираат. Добро. Зуењето. Ради тоа би го земал порталот, брат. Значи, според мене нема болја ствар и поевтина за handheld, што не е овај handheld е да, ама Тука да чекам, ајде, докаш. Не, добро, ајде, докаш. Кој е поевтин handheld стриминг? Нема. Нема бидејќи никој не е идиот како PlayStation да направи. Прва работа. Втора работа, повторно ќе кажам, PlayStation се најголеми мороли на свет што прават handheld само да се качат на вегенот, да се качат на возот кој што сега мисля дека сите е тренд. Ајде да правиме handheldoви, ајде да правиме сите прават. PlayStation чекај. handheld. Значи, А Nintendo уште користеа касети, брат, дискови. Не ме заебавај. Nintendo Game Boy е 89-та. Game Boy е гемче.
Game Boy е handheld, Добро, првиот окей, ајде, handheld. Добро. Океј. После Го имаш заборев. у 2000-ти имаш DS, што е многу пред Го заборев за Game Boy, океј. Гемче едно. Джинче. За Джинче од Јас минатата епизода. се дизвинувам. Значи послушајме. До кај бев? Никој не е Заморони дека се ама PlayStation, стварно брат. се морони. Ти ајде ќе се качиме на возот кај што сега сите прават handheldovi, ама чекај, ние ќе го продаваме многу ефтино. Како? Нема да ставиме никаков хардвер у него. Јеј! Што бе јеј? Хардвер нема. У него знаеш што има брат? Има антеничка за да фаќа Bluetooth и стримингот да го фаќа. Немаш ни за Bluetooth, брат. Немаш ни за Bluetooth, управо си. Имаш нема. Bluetooth само за тие најгрдите слушалки. Нема Bluetooth, брат. Е па слушалките како ги поврзаш? Ја гледав на интернет Пише пропава. дали може да слушалки во Bluetooth што ги Не, имам јас. не Малите? обични. За слушалки ги се доплатиш уште 200 еврички. Тие за бацот. Тие за бацот што Или фино, лепо, брат, ќе си имаш слушалки на кабел со 3,5 джек, ќе си ги бапнеш што ги користам ја и... ама геймер зашто си, да брат. немаш мали слушалки? Сега не ли го промовираат? Ајде чекај, многу рипаме, те молам. Значи Добро. ова ми е многу битна тема која што ја зборевме по телефон. Прават уред кој што е празен и го продаваат 200 евра. Земале Добро, контролер, Го исекле на Штранг! пола, му стајле... Харикири, танк! Екран, брат. на пола и му ставиле ефтино таблетче. Ефтино таблетче. Што е Чекај. вака го држиш како мајмунче. Си го видел? Не, Не, па као можеш да збориш дека е ефтино таблетче. пошто сум го видел на сам уживо, не сум го видел. Не, Сум па. читал рецензии, сум гледал Баш видеа. за рецензиите и за видеата Сите го викаат. фалат Не. екранот, брат. Кој го фали сите? Тие сите што им платија PlayStation на почеток, не кажат, "Вау, најдобро е, вакво е, такво е, онакво е." Па добро, Не, бе, гледаме после дека неколку месеци истите тие исклучуваат и прават видеа. Па дечки, ја го користав неколку месеци, па не е нешто добар, не е нешто вака, не е нешто Ама онака. чекај бе, брат, пак ќе ти кажам. Тоа не е, братче, за луѓе што е за тебе, не знам, за луѓе што се геймери што сакаат по цел ден да геймаат на тоа. Не можеш, брат. Значи тоа ми е мене да ми заврши работа за партија 2-3 Колку кошта? 200 евра, брат. Аха, окей. А што треба да имаш за да го користиш? PlayStation 5. Колку кошта? Не знам сега колку. 450. 500 е и више. 500 е? 500 е. Конзолата на што треба да ја укучиш? На ништо. Како на ништо. Као мислиш на... Да ја укучиш конзолата, да си ја сетираш и на другото ти треба телевизор, монитор. Добро, Ајде, окей, со телевизор 200 ќе уклучиш. Не бе, брат. Ај сега не ме Ама зафркавај. ама го Немаеш и промовираш, дома, ама бе, чекај брат. маце. Ама Луѓе го чекај, бе, промовираат брат. Немаш- 200 евра, еве ви. Немаш дома, ти немаш телевизор. Чекај со малку, ама чекај да ти HDMI, докажам. За да го сетираш Ама тоа. чекај секунда. Еве го луѓе, 200 евра е. Ама 500 добро, че, брат. 100 че, 100 Чекај че. бе, малце, стој. Ама чекај да ти докажам зашто. 200 Ајде. да, ама добиваш цела конзола со 700 евра, така, 200 и 500 се 700 евра, така? Добро. Добиваш конзола и добиваш handheld. Ама не што ќе ќам можеш конзола. Да играш на конзолата, брат. Ама не сакам конзола, сакам handheld. Па купи си, ако сакаш ти handheld. Ама купи си сакам нешто PlayStation друго. handheld. Не сакам Е, да па нема, ама бе, не, брат. ама чекај бе малку, не сакам. Као да ти кажам, да. Ама послушај ме, ти не сакаш Ајде. да ме дослушаш. Дечки, го имам во рака, 200 евра е. И вака го трга PlayStation што е 500. Каде што? Nintendo ти продава 300-400 евра конзола. Конзола па земи си во Nintendo, рака, бе, брат, ама тогаш. не сакам Nintendo, сакам Ама Ама тоа се да кажам зошто се Ама, морони. Епа не им ми. се може, Ама бе, брат. зашто се морони? Не може им се може. Па им се може бе дека се Пошто брат, се за гомнари, конзоли пошто се треба брат. како тука реков дека се Марвел. Они се исто тука треба да бират. Ова гомнава Ама не удупкава. се. Се ќе бират. Ќе Се бират. бират, брат. Никој не им го купува. PlayStation VR немаат А, више VR-от е- производство. VR-от е катастрофа, Има брат. слушалки кои што се со изгребано тука што инфекција на ушите прават. Конзола варат нова, која што е фейслифт, со ништо нема ново у незе. Па
Па чекај бе малце, дали сте значи нема што да продаваат више. За Не- конзолата. Значи не знам нова. зашто ги браниш едноставно. Не ги бранам, бе, Ги брат. браниш у случај, дечки имам ево го 200 евра. Ама не ми го гледате конзолата кој што морам да го тука да ја пуштам. Не, брат, не, па очигледно ти не сваќаш. Јас сакам да си играм на PlayStation што го имам на петката, брат. Ама дека не можам да играм. Добро, нека Секој направат handheld кој што ќе го продаваат 300, 400, Добро, 500 окей, евра и окей, кој што и- ќе биде handheld. Добро, окей. И сега ти, као handheldот тој ти треба да купиш и игри за handheldот. Ќе купам. Окей. А игрите што си купил до сега за петката или тоа Чекај малку. купу не важи. Пупу не важи стриминг, имам стриминг. Стави го стримингот. Плаќам јас играта еднаш и Да, дигитално ќе ја купам. На стриминг. Окей, да, окей. Ја имам и на handheldот, ја имам и на конзолата. Добро. Као што не Добро, ги во ред. Сакам PlayStation да направат handheld кој што ќе кошта и кој што ќе вреди. Ти продава таблет, брат. Еве ти го. Чекај. Само да ја најдам апликацијата. Ако не сум ја избришал, можеш со тоа можеш. да играш надвор. Можеш. Можеш. Сум избришал апликацијата, ама еве ти. Remote Play. Еве ти. Еве ти 200 евра. Еве ти Ама 200. Чекай, не можеш со 200. тоа надвор да играш. 200 евра. И сам ми кажа дека не можеш со тоа да играш надвор. Не можеш, кошта 5 евра. Ама 5 и 500 евра конзола, а не 200 и 500 евра конзола. Не, ги браниш PlayStation, Не бидејќи ги мислиш дека бранам, се бе, брат, што мислиш ја дека од се PlayStation, не а PlayStation добивам вака ништо. треба тона. Кај од Марво, Play- со Марво, ајде со Марво тука да тонете. Ама треба, ама не тонат. Ке тонат? А Па, како не добро. тонат? Нема што продаваат PlayStation у моментов. Да, све продаваат. Што брат, е тоа ама све? Не им се продава. Не, што е тоа све? Немаат у производство немаат више ни конзоли, прават грди и лоши слушалки што инфекција на уше се добива, VR немаат, PlayStation Portal немаат, ништо немаат. Имаат слушалки кои што наводно ќе Портал ги има, бе, брат, Нема. иди у галерија купи. А некај нас, зборам, нема у производство. Не го прават веќе. Зошо? Нема. Не сум го знал. Пошто у Walmart сите 200 направени се продадени и толку. Аш. Значи да си купам ја на време. Кај ако- нас во галерија има, од причина што, фала Богу, кај нас нема више морони што го купуваат тоа. Не знам, брат. Не знам, ја би ти кажал за што би ми служило, ја мислам за тоа дека ќе ми заврши работа. Кога PlayStation ќе направат вистински handheld, кој што ќе кошта добра сума на пари, Добро, и која што ќе вреди, јас длабоко би ја брснал раката у овие гомнава кои што се Marvel и би ги извадил од гомната кои што се сега. Они моментално се немаат извршен директор. Джим Рајан, после Добро, 30 си години, отиде. си отиде Од од пензија компанијата. човекот Знаеш зашто си- си отишол? си отиде. Пошто ги брцнал у уши тие грите слушалки и го фатил бе, PlayStation да, порталот да, и бе, вика: да, "Каде работам 30 години? Ова морам да си идам од ова срање." Он 30 години работел, па сега у пензија човекот си отиде, што? Оу, чекај, ма кој го направи срање да биде PlayStation? Fucking Jim Ryan. Како со секоја компанија, ќе ја направиш срање и после си идеш, не битно ако си работил 30 години. Добре, брат. Ама он го добре, фати ајде. PlayStation, каде работам, морам да си идам од ова срање. Ја, знаеш, Идам од Nintendo, нема да ме примат, ама ќе пробам да се вработам. Знаеш од кога слушам дека PlayStation се готови, нема више нема везе со секоја конзола PlayStation што ја прават, според мене си кажуваат дека за конзоли се врват, брат. Значи Да. мора да Се признаш промовираат тоа на дека- сите две ексклузиви кои ќе ги дадат годишно. Ама чекај, Колку брат. PlayStation 5 е стар 4 години. Добро? Колку добри игри има. За PlayStation 5 појма Yes. немам, брат. Не знам. На пола рака може да ги изброиш. Да, не, за Можеш тоа- на пола рака да ги изброиш. Точно, да. 4 И години. сега ќе вадат PlayStation 5 Pro, што поема немам на кој ќе го продават и поема немам за што ќе служи. Ето го на алармот твој ќе го. Аларма за антибиотик на сидмија му давам. Дали кажа дека нема никој да им го купува во моментот. Никој нема да да си им ми го купува. жив и здрав. Па гледаш дека сум, ама јас сум реален ја ти зборам за потребите мои. Мене
нема да ми треба PlayStation 5 Pro. Не ми треба, брат. Како на никој у добра светот ми е- што нема да му добра треба. ми е конзолата. PlayStation Portal ќе ми треба, ќе ми брка многу работа. PlayStation 5 Pro ќе го купат луѓе што сакаат да бидат ин и што сакаат да им даваат пари на PlayStation, брат. Точно. Тоа е целата поента. Јас знам дека мене Причина зошто го прават и го промовираат на секој Walmart конзумер. Еве на македонски на секој галерија конзумер. Направија Pro контролер. Да не забравяме дека направија Pro контролер кој што Да, бе. никој не им го купи. Нема многу работа. Прават 500 евра да ти ебам контролерот. А знаеш што има само на него? Плюс уште Аха. 4 копчиња Овака, и тука. исте, брат. као- Копчињата тука. Сакаш да ги стискаме копчињата? Без везе, брат. Без везе. Еј, не, најавија се, знаеш дека изгледа на прото тие кидат за контролерите нови, 12 сати дека батериите ќе им траат као лайф. Мада мене тоа не ми менја ништо, дека ја кога ќе завршам со игра си го ставам на пуњач и кога ќе го земам пак ми е пун контролерот, брат. А тоа е најсветска ствар што е измисля. Шо? Што? За базата за А не, мисля за 12 сати збориш, извини. Не бе, за базата за Добре, да. пунење на контролер. Тоа е- Нема посветска ствар од тоа, брат. И уште една ствар, јас што би ја земал од PlayStation, тоа се слушалките оние големина. Тие вредат за сите пари. Сега, дали... Тоа е единственото нешто што PlayStation го направиле дали се Elite- добро. Сега, не знам како беа, Elite беа Elite новите, а старите беа Pulse. Фус. Пулс, добро де. Кога ќе дојде време за нови слушалки да земам, дефинитивно ќе земам некои такви, брат. Мене ми се свиѓа што се доста ефтини. Кој бе? Пулс. Колку се 6000? Точно. Бреда за секој денар. Тие треба вредат многу поише. Ја ги земав овие што ги имам сега, добро на кабел, окей. Мама јас си барав да се на кабел. Ја ги земав 50 евра, предобри се. PlayStation Plus треба да се минимум 200 евра, бидејќи вредат за секој денар. Тоа што се 100 евра има најдоброто нешто што PlayStation го направиле од PlayStation 5. Мене на старо еден тип ми продаваше за 4. Нови вика не се ни отворени. Да ги купиш одмак. Ама не, тоа више иде пред 2 месеци, брат. си треба одмак ги 2 месеци? Какви 2 бе, брат? 2 години да не било. Лани беше, не знам. Појма немам. Дај бе нешто PlayStation да ги бутна му дупка. Не, ни капчето не. Леле, да го носеше капчето, знаеш што ќе ти направи? Овде ќе го бутнем врат и ќе го оставевме, се додека PlayStation не се спасеа, ама изгледа и ќе се случи некоја аплика. Шо прават, бе, брат? Шо прават? Зашо споредуваш? Па Не е споредувам битно. дека и тоа е... Ај сега споредуваме. И Xbox на пример го направи Шо најдобриот сервис за игри во свет. Ти даваат све бесплатно, многу ефтино, имаш игри од премногу издавачи такви работи. PlayStation ти даваат само ексклузиви, да не го заборавиме тоа. А тука имаш све. Што имаш бе све? Шо имаш бе, брат, све? Шо би играл на EA, Xbox? Шо Origin, не можеш да Bethesda, играш на поново PlayStation? сите игри на О- Blizzard, Освен... на Activision, сите игри на Riot. Не знам, брат. Тоа што го бараме сите 100 години унапред, еден сервис за сите, го има Xbox. Ха-ха. Не знам, брат, ја пак ќе кажам, јас сум... Добиваш стотици игри месечно, како што добиваш на PlayStation, само 3. Види? Изброј. Чекај малце, Изброј прстиња. Изброј ми ги прстињава. Изброј ми ги прстињава. Екстра или само гледаш за... Изброј ми ги прстињата. Essential. Изброј ми ги прстињата. Добро е 3 се. Под кур ми се скри. Под кур ми се скри. На Xbox знаеш колку добиваш? Чекај малце. На Xbox ти ги имаш сите. Ги добиваш. Све имаш, брат. Месечно добиваш по минимум 20. Така, све имаш, брат. PlayStation, види. Да, ама ми збориш, чекај сега, ти ми збориш за PlayStation Essential, така?
Добро, зашо збориме добри игри. Не збориме за ретро. А екстрата, чекај, у екстрата ти знаеш дека на Essential тут добиваш 3, а на екстра поише ги добиваш. Озбилно ти викам. Јас сега кога уплатив Essential, имам некои игри што не можам да ги земам месецот дека се за екстра. Дале 3, знам. Добро, само ти покажам. Знам. Xbox добиваш 20. Шо не земеш и Xbox, брат, дека Имам. Не ми треба. срање конзолата. Чекај. Xbox PC. Добро, окей. Па и Xbox е на Microsoft и нормално ќе го споиш со PC, брат. Затоа Шо? PlayStation никако не дава ништо да се влезе у него. Па нормално. Никој. Па нормално, па си се заштитуваат, бе, брат. Тоа е име најидиотско. Извини, кој продава поише конзоли? Не е битно. Кој продава поише конзоли? PlayStation. Кире, гаси камера толку, брат. Фала Кире, многу. не гасиш камеру, шамаца. Што значува тоа? Drop the mic. Зашто го дропнуваш мајко со многу ти е глупава изјава? Со Дека- глупава изјава. Чекај, продаваш. Сакаш да ми кажеш дека го споредуваш колку корисници има со колку конзоли има? Продажба на конзоли, брат. Нема игри. Нема игри. Продажба на конзоли. Чекај, уште еднаш да покажам. Продажба на конзоли. Број ми брат. прстиња, ајде прстиња. Продажба на конзоли. Број ми брат. прстиња. Немам ја. Нема игри. Што да правам? Ќе ја купам плејката, што да правам? Helldivers, колку игри играш? А? Колку игри играш? У моментов? У моментов. Јас сум од тип на човек што додека не заврши игра, не почнува друга. Така Колку да, игри играш Едно. од кои имаш PlayStation? Колку сум играл? Па, Ево не петка, знам. од која играш петка? Од која имам, па ако гледаш дека петкава ја имам не пуни 2 месеци, брат, колку можам да изиграм? Добро. Ги изиграв овие што се Uncharted 4 ја изиграв и ја почнав Red Dead. Чекај, таа ли беше Red Dead ли ја Уште почнав? сати ми се збори, брат, ми се мочава, мај ќе превршувам уште маца. Red Dead ја почнав и сега сум на Helldivers. Добро. Колку добри игри има за PlayStation 5? Нема, брат, ни една, не знам. Може да го дроп, некам да го дропнам мајка. Не, Дропни си го мајка туши. чекај, окей, ама има добри игри што се за PlayStation 4 што можеш да ги играш на PlayStation 5. PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Добро? Бориме за... Нели, PlayStation продава повеќе конзоли. Да, Нема игри. да. Нема игри. Имаш Нема игри. за четврка. Некам за четврка, сам за петка, не сакам нови. Нема игри. Имаш, знаеш што Мај што дроп. се значи Дропни го, дропни си го мајкот. што Red Dead ми дадоа за четврка? за четврка, да, ми дадоа фри апдейт за графиката да е на петка. Играте за четврка, а? Тоа да. Нема игри. Не викам не, нема игри. нема бе брат. Нема, нема. А чекај, кој е подобар? Што? Што Нема кој е? игри. Што Што ќе играш на PlayStation? На Microsoft имаш илјадници игри. Ама чекај, на Microsoft ми збориш или чекај, ти ми споредуваш. Збориме на Xbox Game Pass, Добро. стриминг сервис. Добро. Тука го имаш PlayStation, Не, како се Plus. вика бе? Plus. Добра, ама не знам како се вика сервисот. Тука е глупав што не знам името. Plus бе брат. Plus. PlayStation Plus. Plus. Имаш листа. Добро. Microsoft имаш листа. Добро, точно Добри да. игри. Ека Microsoft Добри. ги испокупија сите можни студија што Дали постојат, брат. дали ли си дошол фактот да си земеш PlayStation Plus и ова? Надоле. Чекай. Не поради тоа што не поради тоа што сега ќе ти кажам кој е причината. Поради тоа што ја немам геймано многу одамна. И сега ако земам Снимаме, бе, 3 сати снимаме. ако земам ја сега екстра PlayStation Plus екстра,
Ја брат, знам дека ако уплатам за наредни 4 години дека ја ќе се дупнам од Наредни играње. 4 години. Дека слушни ме, Уна- там ме ајде. слушаш ја што ти зборам. Да, те слушам. Дека неам изиграно доста игри што се искочени од PlayStation. И мене ќе ми биде многу фан кога ќе ставам PlayStation екстра дека ќе имам милион игри, а 2 милиона има на Xbox. Добро? А бидејќи игрите што сакам да ги играм, ќе си ги имам таму, ме разбираш? Ја не ќам која игра, кажи ми која игра на и би ја играл ја на У Xbox. наредните 4 години кога ќе го имаш сервисот на PlayStation. Добро, Ова е контролерот. добро. Ова ќе правиш. Надоле. Една игра нема да доеш, добра. Една игра нема да Добро. изиграш. Ајде, окей. Ама кога ќе си ставиш Xbox Game Pass, Добро. имаш опција. Што Ги- имам? Имаш Добро. опција. Give me anything. Ќе ти извади една игра и ќе ја искршиш од играње. Абе, шо да ти кажам? Не, добро. Вов ќе ја играм да. Вов ја нема се уште за и нема ни да Шо нема? Вов нема. Вов си плаќаш посебна претплата. Па шо Диабло ја има. Па ништо нема. Диабло ја има, Диабло 4, ја така ќе играм сега Диабло 4. Ја стави ја, Брат, гледаш ли шо е? Сега ќе ти кажам, ја Диабло никад нема да играм, брат. Добро. Мене Диабло не ми треба, значи као да ти кажам, мене ми требаат игрите што ги даваат од PlayStation. Добро. Не ми требаат другите игри. Кога имаш премногу избор на игра, нема ќе не знаеш да одлучиш, Надоле. ќе не знаеш да одлучиш која игра да играш. Поштовање. Така? Тоа што го кажав, ја ти го кажуваш пак. Па да, Нема а да на одлучиш Xbox има милион игри. Exactly. Епа, Ама се добри. да бе, сите се добри до една, а? Не сите, но Епа. нема да правиш Не со да ќе контролер. правиш него, ајде. Не да ќе правиш така и поише ќе Ја правиш. користам Xbox Game Pass, никогаш не сум дошол до тој момент. Да, добро. окей. Ја више година дена не плаќам ни еднаш PlayStation Plus само за Добро. тоа да не го правам. Добро. Xbox Game Pass. Не, ја ќе си уплатам сега кога ќе мисля че тој е 3 месеци, ја ќе уплатам за една година, сигурно. Ја немам Xbox конзола дома, но плаќам стриминг сервис кој што е Xbox Game Pass и си играм на ПЦ. Причина кој што играм на ПЦ, имам добро ПЦ, каде што Helldivers дали има за ПЦ? не знам. За ПЦ, да, за Xbox. Не знам. Но. Окей, Но. Helldivers ќе умре за неколку месеци. Добар, важи, уживај си. Пише. Ајде. Септември месец никој нема кога ќе почнеме втора сезона? Нема веза, кога ќе почнеме втора сезона? Септември, да кажеме втора ќе Значи, правиме. ајде, ова прва нови сезона за ја почнавме Helldivers. малце касно декември. Ако почнеме у октомври, никој нема да игра Helldivers. Пишано, снимено, Готово, ќе видиме. Договорен, ајде. Крај. Може да завршиме тука, пошто Ајде, многу ми се моча, нека и мене ми се а ова мочи и ќе треба довршиме да у идеме. друга Ајде. епизода. Тоа беше од нас. Ајде. Чао, чао. Чекај бе, значи, чао, Клапе со чао. клапата, шо ми Значи, изервира? многу сакам вакви дискусии. Значи, Ајде. ајде, кажи дека Xbox е боље, ајде. Не, нема шанси, не. Ќе довршиме дискусијата. Чао, Чао. дечки.